Библиска доктрина. Ово тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Понеделник, 5 јануари. Молитвените барања на Павле. Пред неколку години еден пастор зборуваше за молитви што се вртат само околу мене. Мене и моите потреби и желби. Тој соодветно ги окарактеризира како ситни себични молитви, бидејќи Бог има нешто многу поголемо на ум за вас. Да прочитаме за молитвата на Павле во текстот во Филипјаните, 1 глава, од 9 до 11 стих. И се молам, вашата љубов се повеќе и повеќе да изобилува преку познанието и разбирањето на се, за да можете да го распознавате најдоброто, та да бидете чисти и безпрекорни во денот на Христос, полни со плодот на праведноста, кој е преку Исус Христос за слава и пофалба на Бога. Што е во нејзиниот фокус и кои големи барања ги упатува Павле? Што ви кажува ова за молитвата? Ова молитва на грчки јазик има само 43 збора, но ги опфаќа сите Павлови преокупации, кои тој поопширно ќе ги изнесе во остатокот од посланието. Љубов, знаење, расудување, чистота, непредизвикување сопки и праведноста што ја имаме преку Исуса Христа. Во основата на таа молитва, како и во Павловите претходни изрази на благодарност, ставен е нагласок на црквата како целина. Павловата молитва е целосно сосредоточена на другите, изречена во полза и за доброто на целата црква. Да разгледаме подетално некои од поединечните елементи на оваа молитва. Вашата љубов се повеќе и повеќе да изобилува. Павле не се моли само за повеќе љубов, туку за љубов насочена во одредена насока, преку познанието и разбирањето на се. Филипјаните 1.9. Познанието, спомнато овде, не се однесува само на интелектуалното знаење, туку подразбира и познавање на она што е духовно, кое може да се стекне само преку заедништво со Бога и проучавање на неговата реч. Да видиме текст во Ефесјаните, 1 глава, 17 стих. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение, за да го познаете. Исто така Ефесјаните, 4 глава, 13 стих. Додека сите него достигнеме единството на верата и познанието на Синот Божи, до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота. Браќа, јас, затвореник во Господа, ве молам да се однесувате достојно според знаењето за кое сте повикани. И 1 Тимотеева, 2 глава, 4 стих. Кој сака сите луѓе да се спасат и да ја познаат вистината. Расудување. Павле тоа го објаснил како способност да го распознавате најдоброто, разликувајќи го од она што е морално штетно и да бидете чисти и безпрекорни. Забележано во Филипјаните 1.10. Чистота. Овој збор на грчки значи оценето според сончевата светлина и се однесува на неизвалканата чистота на дејствувањето. Се што прави христијанинот треба да биде јасно како сончева светлина, вели Елена Вајт во Слични на Христа, страна 71 во оригинал. Безпрекорни. Да не се предизвикува сопнување,
ова значи да не се биде камен на сопнување, да не се зборува или прави нешто што би му отежнало на некого да поверува. Праведност преку Христа. Павле опширно се занимава со оваа тема во посланието до римјаните и галатјаните, а малку поопширно за тоа зборува и во 3 глава од посланието до филипјаните. Ние нееме собствена праведност, туку само она што ја примаме преку Христа. Без оглед на се, друго што правиме, како може нашата љубов се повеќе и повеќе да изобилува, како што стои забележено во Филипјаните 1.9. Зошто е ова толку важно за христијанскиот живот? Да видиме текстови во 1 Коринтијаните во 13 глава од 1 до 8. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони, или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење, а и така силна вера, што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам, телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува, не е горделива, не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистина, се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа, а пророкувањата ќе минат, јазиците ќе замолкнат, знаењето ќе исчезне.